Една од основните тенденции на новиот век е будење на самосвеста како начин на себе разбирање. Данскиот философ Сорен Киркегор се смета за воспоставувач на екзистенцијализмот. Сорен Киркегор, роден 1813 година, живеел до 1855. Роден во Копенхаген, воспитуван во религиозен дух, оптоварен од раната младост со исчекување на неодредена казна. Студирал теологија и философија. Се влюбил само еднаш, но ја напуштил вереницата бидејќи премногу ја сакал и сметал дека со него не би била срекна. Негови најпознати дела се Дневникот на заводникот, Страв и треперење или Поимот на тегобноста, Болест на смрт, Философски трошки и други. Критиките на Киркегор биле насочени кон филозофскиот систем кој сакал сите идеи и негови делови да ги направи компактна целина. Киркегор го предпочитал личниот однос на човекот кон светот. Основниот проблем за него е екзистенцијата како единечно постоење во светот. Самата личност е единствена вистина. Вистината постои само во субјектот. За Киркегор, човекот како екзистенција е случајна, несигурна, минлива, конечна и неповторлива единечност. Вината, гревот и очајот на човекот произлегуваат од ситуациите или, да избира, а не знае што да направи. Тој се наоѓа во безизлезност и неможност да се определи, а единствено сигурна му е смртта. Екзистенцијата во својот развој поминува низ 3 стадиума. Првиот, естетски живот, кога личност им се препушта на сетилата, фантазијата, задоволството на мигот, идеалот е Дон Жуан. Вториот, етички живот, кој е постапување од должност во согласност со животниот повик, действување со етичка обврска кон другиот, идеалот е Сократ. Третиот, религиозен, кога животот се поставува во релација со апсолутот Бог, идеалот е Исус Христос.